што значи, како е да се биде студент на факултетот за дизајн и технологија на мебел и интериер? Тоа студентот треба да одговара или јас да одговарам како професор? Не знам. Сакате прво како било во ваше може време? подобро студентот да каже, па потоа ние ќе почнеме. Ајде студентот да каже. Прилично интересно, бидејќи пред се запознаваш со нови поими, нови предмети кои можеби некој од гимназија претходно ги нема ни слушнато. Добро. Да стануваш и влагаш, да кажам, прв пат на факултет, зборам брусош, кај мене тоа се деси лани, влагаш во некоја си, да не кажам, сосема нова сфера, застануваш, дури влагаш 60. Ти си изгубен, мислиш дали е тоа некој ход, дали е тоа некој си кафич или нешто бараш околу. Ама среќа, добро, бевме, да кажам, добра група, па кај оди едниот, таму орат сите најчесто. Релативно брзо се снајдовме, среќа имаше добри професори кои добро ни објаснија детално што како треба да се направи. Искрено ми имавме огромна помош околу тоа. Така. Со цел кога почнуваме со предавањата како бруцуши, сите прво скептични како ќе биде, дали ова нормален час, дали ќе биде како во средно, како ќе бидат испитите. Меѓутоа со текот на времето сваќаш дека не е ништо страшно, никој нема да ти издаде. Да. Што е разликата помеѓу дизајн и технологија? Па видете, тоа се два поими кои што ние успеавме да ги сврзиме, некако да ги споиме. Самиот збор дизајн значи проектирање, превод, вака, проектирање, и може да кажем и дизајн и проектирање дека се исти зборови. Додека технологија представува она технологија која што е потребна за одредено производство, како што е производство на мебел, како што е производство на некои метални намештаи, метални предмети. Значи, секоја технологија се разликува. Така и ова технологија за мебел се разликува од било која друга технологија. Ние сакаме на факултетот да ги споиме двете основни работи. Првата работа е да го споиме дизајнот, затоа што дизајнот оди и ја прати технологијата и обратно технологијата го прати дизајнот. Ако едно без друго не може. Вие може да бидете одличен дизајнер, да завршите и на било кој друг факултет да бидете одличен дизајнер, ама ако не ја познавате технологијата е проблем. Затоа што со тоа што ќе го направите, нацртате, вие на еден начин му давате душа на производ. Ама ако тој производ па немате технологија да го произведете, значи вашата работа е некорисна. Затоа е потребно дизајнот и технологијата да бидат клопени едно во друго. Затоа и нашиот факултет се вика факултет за дизајн технологии на мебел и интериер. Од тука почнавме и од тука почнавме да ги создаваме и предметите, испитите кои што треба идните колеги студенти да ги полагат. Значи, основата на сето беше да направиме факултет кој што ќе биде со звучно име, затоа што до сега немаше таков факултет, да кажем, до пред 10, ако не и повише години, немаше таков факултет, каде што овие денешни студенти кои што доаѓаат на нашиот факултет, одеа по странство, одеа по Италија, по Хрватска, по Србија, по Австрија. Таму не е начин, они влегува во сознанието за такви предмети, такви начини учење на проектирањето. Значи, основата на се е всушност дизајнот и технологијата на овој факултет. Пак напоменам дека една работа без друга не може. Значи, на архитектонскиот факултет имаше порано предмет натрешна архитектура, каде што многу студенти одеа само заради тој предмет. На кој факултет? На архитектонскиот факултет. Архитектонски. Значи, само заради тој предмет одеа и учеа интериер. Само со еден предмет. И тако предмет ние воведеме пред многу години кај нас на поранешната насока, така наречена дрвна индустрија. И на таа насока, кои што беа малце упатени од студентите, и заради тој предмет доаѓаа на таа насока. Но видовме дека борбата за студенти е голема, видовме дека борбата тие студенти што сакат, како сакат и што да научат, видовме дека таа борба е навистина голема. И како да ги придобиеме студентите, на тој начин ние размислуваме да уведеме две нови насоки кои што и со
поделба на поранешниот шумарски факултет во два факултети, шумарски факултет и факултет за дизајн и технологија на мебел и интериер, ние на нашиот факултет создадовме две насоки, од кои што едната е дизајнирање на мебел и интериер и другата е инженерство на мебел и интериер. Значи, всушност и двете насоки има студенти. Така. И двете насоки успешно секоја година запишува голем број на студенти и студентите кои сакаат да се запишат, они пред време знаат зошто се запишуваат на нашиот факултет. Многу студенти тргнуваат од предпоставка дека ќе бидат добри дизајнери, добри технолози, добри производители на мебел. Јас на моите предавања, што ги држам во прва и во втора и во трета година, јас на моите студенти им кажувам, вие ќе бидете идните дизајнери на мебел. Вие ќе го стварате она што го бара, да кажеме, ги барат сите работи што се модерни, што се пратат во светот. Вие ќе видите тие. Вие ќе поведувате нови стилови или стари стилови или некоја традиција на мебел. Вие ќе видите тие што ќе одлучите према секој клиент што ќе дојде кај вас на повар да му редите станот, да му редите некој ресторан, кафиќ. Вие ќе видите тие. А за тоа треба многу работи да научите. Почнувајќи од прва година, па до крај до четврта година до дипломирањето. Вие на еден начин ќе видите основата на идното мебелно производство, не само кај нас, него и во Европа. Јас имам многу студенти кои што имаат завршено кај мене, имаат магистрирано кај мене и успешни како дизајнери се во странство. Во Канада, во Германија, во Австрија, во Италија дори. Има студенти и мои кои што завршиле и успешно се носат со потребите на тамошното производство на Странскиот мебел. пазар. На странскиот пазар успешно се носат. Затоа што го гледаат тоа како предизвик го гледаат. Предизвикот им представува на млад човек е голема работа, Да. се разберем, а и плюс добро е платено. Да. И тука наши студенти заработуваат добро кога влегуваат во, да кажам, заедничка соработка со фирмите во странство, каде што за поевтини пари него странските студенти, они заработуваат добра сума на пари со изработка на проекти од област на интериер и изработка на секакви проекти. За мебел, за интериери, за се оно што е потребно на странскиот пазар, они можат да одговорат. Затоа што имаме современ начин на предавање, имаме современ начин на однесување со студентите, има и малце послободна демократија во изразувањето, во односот професор-студент и она што викам јас и праксата е тука присутна на еден начин. Да. На еден начин се остварува желбата на тој студент што доаѓа кај нас да студира. Така. Сметајќи го тоа, мислам дека ова што каже и колегата студент, мислам дека тоа предизвик е за секој млад човек да си ја најде својата среќа, Така. да си најде својата идна професија. Има можности. Сепак, пак ќе спомнам, треба да жртвувате еден дел од вашиот живот и во учењето, затоа што не е само талентот. Има талентирани деца кои што не учат и не успеваат во животот, а остануваат таленти, ама само таленти остануваат. Неостварен. Неостварени, да. А тие што се таленти, што вложуваат во својот живот, во својата кариера, тие и учат. Значи, денеска имаме студенти кои што навистина заслужуваат да бидат попалени со висок просек. Сега, ова година, златен прстен доби една наша студентка од нашиот факултет. Ректоратот секоја година дава од председателот се извинува, председател на државата по златен прстен дава на сите оние најдобри студенти кои што имаат просек над 9 и нешто. Ова наша колешка, нема да ја спомнам тука, има просек 9,60 и е многу успешна во... Честитам. Да, благодарам. Значи, она е успешна и си ја сака многу струката. Да. Значи, и на тој и работи во струката. Да. Јас навистина не можам да кажам тие што и да со голема желба да се запишам на нашиот факултет, а потоа кога ќе заврши работат дори на бензинска пумпа да не речам, значи не се снаоѓа затоа што не се нашле во животот тоа да го работат. А има можности за заработка, со ова наша струка има можности за заработка. Да.
Само една фирма ќе ви кажам, не една фирма, не повеќе фирми од која што ќе ја накажам, ова фирмата Мебел Лацевски, каде што наш колега, наш студент и дипломиран инженер заработува од 1000 до 1500 евра заработува месечно. Тоа е убава солидна плата за млад човек. Како не, особено со нашите стандарди. И тоа како? Браво. Браво. Тоа е. А од прилика што е разликата, бидејќи рековме дизајн и технологии на мебел и интериер. Еве да речеме мебел знаеме што е, но што е разликата помеѓу мебел и интериер? Па тоа е она што го карактеризира овој наш факултет. Затоа што мебелот е мебел, ова е мебел. Така? Маса, мебел. Да. Ама ова маса треба да се клопи во некој интериер. Во некоја целина. Во некоја целина треба да се клопи. Таа целина е викаме интериер. Така. Значи, ова маса со незините бои, со незините материјали, треба да се клопи во некој простор, каде што тој простор ќе одговара на боите, ќе одговара на материјалите, или спротивен ефект ќе даде, да кажеме, црно и бело. Воопшто нема да се вклопи. Да. Или воопшто нема, некој така сака. Да. Некој сака и воопшто да не му се клопа мебел, да не биде стереотипно, да кажем. Да биде некоја разиграна боја, да биде црно со бело или кој што е доста модерно денеска, овој модерен минимализам да го кажам, на стил кој што е присутен кај младите. Младите сакаат многу такви стилови, црно и бело или некоја друга боја со некоја друга боја да комбинира, па зидовите да бидат зелени, па да бидат кафеави, ме разбирате, значи да се клопи едноставно во целата целина на просторот. Тоа е просторот каде што во просторот се наоѓа мебелот и интериерот. Одлично. Да. А Филип, ти имаш ли професорот наброи неколку насоки, например, и неколку начини на развивање на кариерата понатаму во мебелот, во областа на изработката на мебел, да речем, и дизајнот на мебел и дизајнот на интериер, бидејќи ти си во оваа струка уште од одамна, значи ти и средното училиште ти е стручно и е во оваа насока. Така што имаш ли, например, зацртано идеја и имаш ли нешто што те влече повеќе од сите овие области, што би сакал да го работиш во иднина? Па првично да не кажам, тоа почна во средно, мислам дека бев тоаш втора година. Така. Се разговоривме јас и уште тројца најдобри другари да се продолжиме на факултет, да научиме повеќе за оваа струка, да опатиме повеќе полиња, со цел да си отвориме сопствена фирма, сосем погон, сопствено производство и да си започнеме некаков си мал бизнис на почеток, меѓутоа со текот на времето да опатиме се повеќе и повеќе. Имавме момент кај што сакавме да отвориме сопствена пилана. Сакавме да се отвориме сопствени сушари со цел да додат до некаков си процент на влажност. Бидејќи секој производ, да кажам, си има сопствена влажност која се наоѓа во просторијата. Според тоа почнавме да се водиме демек за наш бизнис, потоа дојдовме до маца во трета година беше некои нови размислувања, да бидеме некакви си инженери кај што ќе вработиме, наши да кажам луѓе, ќе бидеме како група, како сопствена фирма, па потоа во туѓа фирма и секој ден да не кажам имаше се понови идеи. Така. И пополека се гледаме тие кои сакаме да отвориме сопствена фирма, пополека почнуваме да работиме се повеќе на таа идеја. Се од ден кај што планираме веќе таа да се оствари. И сега тие двајца другари учат со тебе? Да, се уште. Супер. Браво, одлично. Тимска работа. Супер. Наделаш. Да. А како е поделена програмата? Колку насоки имате на факултетот? Како е поделено изучувањето на овие? Па видите, јас ви кажав на претходното прашање, кога влегувавме во разговор, ви кажав дека има две насоки, од кои што едната е насока повише за интериер, дизајн на интериер и на мебел, додека и другата малце повише за инженерство, тоа е технологија, и вклучен и дизајн во таа насока. Значи, двете насоки немат голема разлика, него имат во поглед на предметите кои што се изучуваат, неколку предмети што се изучуваат. Да кажеме во насока дизајн на мебел и интериер, таму има неколку предмети поцртачки. Така. Значи каде што уште се работи по еден принцип
со молив, со гума, со, да кажеме, со рапитографија. И нормално, она што ви кажувам, дека и воведуваме пред 14 години, 15 години може да има и проектирање и конструирање во AutoCAD. Значи, се користат компјутерските програми, кои што денеска многу често се користат и во нашите фирми за мебел, за производство на мебел. Дури кога студентот, кога ќе заврши факултет, кога ќе отиде на тие првични разговори за вработување, го прашуваат во кој цртачки програм компјутерски знаеш да работиш. Так. Прво тоа го прашуваат. Да. И дали знаеш јазик? И тоа прашуваат. Да. Значи, они тестирањето им го прават со тоа да седни, нацрта на компјутерот една комода, да кажем. И он, ако не знае тоа да го нацрта во AutoCAD, Па мислам дека е јасно. Така? Мислам дека е јасно. Мислам и дека многу лесно се разбираме, така? Да. И ако знае да го нацрта, ќе му даде потешка работа. Ќе му даде целна една соба, да ја нацрта. Да ја прво натре, да обликува, да ја нацрта, прозори, врати, влезна врата, прозорец, да го означи север од каде или југо да го означи од каде. И тогаш почнува да проектира и да дизајнира, да кажем тоа истото, дизајнира, а откако тоа ќе го направи, значи, самиот почеток започнува во главата на инженерот, дизајнерот, во главата започнува. Кога ќе види просторот, он треба одма да знае кој е, каде, што и зашто се работи, да го постави. Ако работи кујна, тогаш кујна ќе треба да дизајнира. Ако работи детска соба, тогаш детска соба ќе треба да дизајнира. Ако работи дневна соба. Значи сите онај простор во домувањето кој што го имаме сите дома, на еден начин треба да го свати и да го представи прво на обична хартија со рака, со молив, а потоа и компјутерски да го вработи. Така. А мене ми се има случувано вака мои студенти кои ќе завршат и понатаку учат. Они учат со компјутери во AutoCAD и во Mavinkit и во 3D Studio Max и во други некои програми кои што се за интериери. Они учат и понатака. Не застанува тоа што ќе завршат факултет, сега све знам. Да. Они учат. И на тоа учење што го прават, они имат во главата веќе смислен простор. Да. Имат во компјутерот веќе зачуван програм или цртеж, само кога ќе дојде клиентот, ја што викам клиент за да му изработи нешто, така. Он му отвора. Можам вака да го направам, можам со овие материјали, можам со овие бои, можам ово овде да дојде, ово се слага со ово, спротивен ефект со ово, значи не е начин клиентот го обработува, така наречено филозофски го обработува. Така, значи, така. Он мора да влезе во мозокот на клиентот кога ќе дојде, да знае што сака. Не можете ви нешто да му дадете, а он е некој тежок традиционалиста, традиционален мебел, вие му нудите модерен мебел, некој минимализам. Значи на еден начин се случуваат работи кои што мора ви да бидете присутни и да му и кажете, да ви биде тука паметот, да биде тука идејата. Само идејата може да допринесе сето тоа да биде окей како што треба. И да го представите на компјутер, а после со компјутерското исцртување ви може во простор да го шетате каде сакате во компјутерот, да го шетате од едно чаше на друго чаше, да го вртите, едноставно да ми представите сите тие проблематика. Јас порано исто така многу работев оваа проблематика додека учев AutoCAD-от и ми се случи се една вака да кажеме едно моје искуство. Требаше на времето Ред кафе кога беше кај Нова железничка таму. Да, Ред кафе и газдата тој ми вика, дај смисли го простор да го преуредиме, пререновираме. Хајде викам, јас земав му го нацртав авто. Кај сега го шетам од едно во компјутер го шетам од едно чуше до и ова вака гледа. И само се чуди, како ова може? На 3D рендерот, така да. 3D рендерот, да. Како може овака, како може ова? И викам, сега гледај само и уживај. Не можам со тебе, вика, ти многу скапџија си. Деве, кога му го покажав тоа е као шега некоја. Он се шегуваше со мене. Значи, сакам да кажам, тоа е програм кој што навистина, ако влезете во него, може многу да се задолбочите и да работите и специјално за таа насока да се насочувате. И кажам, има многу мои студенти кои што заработуваат многу убаво со странски фирми, им проектираат, им дизајнираат, им ги уредуваат стано и хотели, ресторани, им ги уредуваат. И земат сепак
нашата работа снага е поевтина него на запад тамо, каде што еден тако проект чини од 4 до 5.000 евра, овде ќе го направи за 1.500 евра, за 1.000 до 1.500 евра ќе направи. Ама повише такви проекти, па не верувам дека некој во Македонија ќе заработи толку пари од неколку такви проекти. Разбирате? Да, апсолутно. Тоа е, да. Не, како што рековте, дека сте го вовели уште пред 15 години, сега кога разговаравме пред почетокот на снимањето, колку било тоа ново и чудно за студентите и општо, мислам дека дури и сега, бидејќи тоа не ви го кажав јас, татко ми е столар, инаку ние тоа и го работиме фамилиарно, браво. Така што се уште го има тоа непознавање и неразликување на термини. Например, кога работиме со муштери ние, често има, ние уште го немаме започнато тој дизајнерски дел, јас се надевам да го развијам тоа, но кога клиентот на пример има можност да внесе некој дизајнер на интериер во проектот, луѓето се уште, дури и клиентот и сите мајстори, да речам, што се внесени во проектот, тој дизајнер не го нарекуваат дизајнер на интериер, да речем, или нешто слично, туку го нарекуваат архитект се уште. Да, уште важи тој поим архитект, да. Кој навистина жалам што така е вроден, е внесен во нашата струка. Да. Но сепак ќе се расчиста работите. Да. Тоа го гледам и од тоа што доста фирми за производство на мебел не барат архитекти во огласите што ги конкурсите што ги распишуваат. И кога не бараме архитекти, бараме насока за дизајн на мебел интериер, инженери по насока за дизајн на мебел интериер. Значи веќе луѓето што се од струката, што се вика, да, веќе се или од секторот, веќе ги разликуваат, да. Ги знаат кадрите што доаѓаат од вашиот факултет. Што мислите на нашиот пазар, дали има дефицит и дали е отворен за вакви дизајнери? Дали има работа, со други зборови? Со други зборови многу во прашање. Вие го поставивте директно прашање што ќе го заинтересира секој студент кој што ќе се запише на нашиот факултет. Да, има работа. Само сега дојде на некоја мода, да кажам така. Прво прашуваат колку е платата. Да. И ако му одговара, ќе се запосли и ќе работи најквалитетно. Но ако не му одговара, нема да се запати. Има сега тука една двосмислена работа, смисла да газдите кои што барат такви кадри, они сакат поевтино да пројдат, а добијат квалитет. Сосем обрат. И обратно кај студентот. Сосем обрат. Така, и обратно кај студентот. Да. Они сакат да дадат труд и да покажат дека знаат, но да не се вложуваат многу. Да не се вложуваат многу за тие пари. Да. Тука да има не ризикуваат. На се разбирам, така. Затоа што он покрај тоа што ќе работи ова работа, он може дома да работи за некоја странска фирма да работи. Да. И да заработува плюс многу повеќе него што ќе заработува во некоја фирма тука во Македонија. Значи, сето тоа е искуство. Искуството го прави и тоа да се осеќа сигурен, тој што го работи, да се чувствува како добар дизајнер. Значи, ќе го пофалат еднаш, ќе го пофалат два пати, веќе чувството му станува расте. Знаете како класец кога расте, така и чувството на дизајнер расте. На добар дизајнер, се надевам. Да, на добар. Се надевам. Така е, тоа е навистина пријатно чувство кога ќе го слушнете од некој добар дизајнер, а се поминал да не вашите раци. Така, да не речем низ вашите раци и чувствувате добро. Или некојот индекс прошол низ вашите раци. Така, па и тоа е едно решение на некој проблем, да кажеме. Апсолутно. Навистина има и многу студенти кои што спеале на запад, например, неколку мои студенти во Канада работат, се поврзале еден со друг. И канаѓаните дури им дават куќа или стан, им дават опремено дури, им дават кола за да стигнат до работа, им дават добра плата. Так. А сето тоа го сторуваат преку интернет, конкурираат на тие како да кажам, тие работни места каде што се бара таква струка. И многу успешни колеги имам, поранешни мои студенти кои што навистина го достигнуваат попонот на некои работи. Тоа е за попалва.
ретко во некоја струка да стигнете вие на до тој период. Но и за жалење што многу такви добри студенти, добри инженери одат надвор и работа за туѓи пазари. Го запоставуваат нашето производство. За жал. Па видете, за жал. И јас понекогаш размислам дали е тоа навистина така, но често пати си поставам и самиот прашање, што би се случило да бев јас како нив? Значи, патот каде би ми бил? На тешки прашања се патим. Нели? На тешки прашања се патим. На вистина, еве јас се размислувам за таа работа веќе некое време. И некако се уште сум на сега јас сум имал и многу среќа, во смисол татко ми дал занает, плюс сум имал слобода и сум имал можност да научам некои други занаети, како што е подкастов, например, во моментов што го снимаме. Ете, сум се снашол на некој начин и имам состојба која не бара веднаш да заминам или да ми биде тоа единствена опција, да кажам, за да преживеам и да живеам нормално. Ама по друга страна, сепак мислам дека не сум јас некој посебен исклучок, односно дека не поседувам јас некои посебни квалитети, не знам што. Вие дека ова што го кажувате сега малку само критичен сте. Јас мислам дека не треба да бидете само критичен, треба вие се гледале реалноста. Истото тоа се случи и со мојот син кој што ево е магистар на анимална биотехнологија, магистрираше надвор. Така. Он имаше голема желба да осе и надвор. Ама во еден разговор со него како млад човек и возрастен човек, и јас, свати дека можда треба да дојде во нашата држава, да и помогне на оваа наша држава. Можда и вие, како млад човек, размислувате така, ама не го искажавте тоа на овој начин, како јас што го кажам. Да. Вие, сепак, чувството на патриотизмот, чувството на вашето битие. Сепак владе. Вашето битие во оваа држава владе. Тоа чувство го криете и во себе, но многу ретко ќе го искажете за да замените со некој друго чувство, со некој друг патриотизам, со некој друг патриотизам. Добро, ме провали. Ве искритикува малце, ама ќе ми простите. Не, апсолутно сте во право. Ама не, на вистина е така, на крајот на денот ова е наша држава. Зошто да не инвестираме тук? Зошто би сакале да работиме некаде во странство? Мала држава сме. Каде на друго место би работеле? Мала држава сме, може да живееме како богови. Апсолутно. И младите да бидат сигурни. Да. Јас многу сум оптимиста, се надевам дека ќе има подобри иднина за вас младите. Ние на начин си го поминавме нашето, живеевме во некој Југославија, во некој идеализам можда, ама го поминавме. Сега вие, вашиот идеал кој е? Да. Значи, затоа и на моите студенти кога почнам од прва година, ево, Филип ми беше студент од прва година, јас првиот разговор што го правам со нив, кажам кој е иднината нивна. Им кажам што ќе предам по тој предмет прва година. Им кажам дека основните закони кои се во живењето. Им кажам која е разлика, ги прашувам која е разликата меѓу Никола Тесла, Исак Њутон, Алберт Ајнштајн, која е разликата? Дали го знаат, само не го ставиле во главата. Која е причината за движењата? Која е причината за да има напредок? Значи, тие работи ми кажа на почеток и кога ќе прашам, па ајде кажете ми некој од вас како настанала атомската бомба. Значи, треба да го објасните Алберт Ајнштајн. Кога ќе го објасните Алберт Ајнштајн дека неговата формула на релативитет прави малите ситни честички да се дираат една со друга и прават голема енергија, многу такви честички прават многу голема енергија и на тој начин се добија нуклеарната бомба. Тоа е законот на Алберт Ајнштајн, кој што многу научници не го разбрале, долго време не го разбрале. Кој е значењето на Никола Тесла? Истото им го кажам на студентите. Првиот во мојата проблематика што се работи статика и јакост на материјалите во прва година е тоа. Јас докторирам на јакост на материјалите за конструктивните врски во МВО и воведовме нови методи. Заедно со еден професор од Бугарија, тој е покоен, Бог да прости, значи Кичуков, тој професор кој што е врвен професор беше и кој што многу труди во животот има направено премногу, ако не речам преку 500 трудови, научни трудови направено, и тој ми кажа основните правила и закони на студирањето, основни правила и закони на однесувањето и основни правила и закони на предавање како професор.
Така. Кајно ги научи сите работи. Што, за жал, во Македонија не знам дали постои некој таков професор што ќе ме научи како да се однесувате во јавноста и да се однесувате на предавања како професор или како научник и така. Што е многу важен дел од личност. Многу многу важен дел. Да. Така е. Добро, ајде малку да се вратиме назад кај што бевме. А тогаш што опфаќа насоката технологија на мебел? Мислите втората насока, така? Втората насока. Ќе говориш ти? За Ти дизајн си на на таа мебел... насока, така? Не, јас сум за инженер. Добро. Додека имаме ние, како што кажа професорот, имаме ние два смера, инженер на мебел и дрво и дизајн на мебел и интериер. Добро. Самиот инженер, меѓу кои сум и јас, Добро. иден, се смета на тоа повеќе да знаеме во смисла, имам повеќе Ти која теоретски година делови, сега сум втора година. Па ти си полинженер век. Индиректно да. Да. Извини, прекинав. Повеќе се тераме на врз база на теорија, помалку имаме цртање во споредба со дизајнерите. Меѓутоа, Добро. дизајнерите не може да обстојат без нас, ами ние не можеме да обстоиме без нив. Така. Нема, на пример, сега доаѓа некој и ни кажува имам соба, некој сакам да ми ја дизајнира. Така. И сега на пример да дојде некој од дизајн да нацрта некоја лебдечка топка на пример сред соби и се дојде инженерот и да се чудиш како може тоа. Треба да му објасниш дека постои гравитација, тоа е невозможно да се направи. Да. Така да мислам дека главната разлика, главниот дел е во тоа. Така. Да му објасниме дали нешто е возможно или невозможно да се направи. И да се води процесот Во простор. Да. Да се води процесот за производство. Така. Значи он одговара како инженер одговара за процесот на производство да биде соодветен за производство на таа работа. Така. Значи не може секоја технологија, например технологија за прозори, да ја користи технологија за производство на плочест мебел. Така. Не може. Така. Или технологија за масивен мебел, сега се мисли на мебел од дрво, тоа го викаме на масивен мебел, да се користи истата технологија за плочи. Производство на плочест мебел. Значи тие се различни технологии. Не може да биде иста технологија за режење на трупци со лентобитна пила, иста технологија на режење на трупци со гатер, да кажеме. Не може да биде иста технологија на брикети со технологија на пилети. Така. Значи, тие се технологии кои што младите студенти кои се запишуваат на тој смер инженер на дизајн и интериер, значи они на мебел и интериер, они размислуваат о насока на технологија да ја проучат за секој производство да може да одговарат и кога ќе сака да работи некаде ќе си одбере она што најбојше му лежи. Значи таквите студенти одат во производството. Претежно се во производство. И таму во производството ги досовладуваат на еден начин тие технологии стануваат изврсни, да кажеме, прекрасни или како да кажам, научени за таа проблематика. Проблематика они ја решаваат на лице место фирмата. Затоа што таму фирмата ќе се имаат пракса, претходно имаат пракса, па пак пракса, ќе ги видат дали се способни, не се способни и им кажуваат ти не си за оваа работа или ти си за оваа работа. Да. Затоа што сега дојде, извините го земам збор. Значи затоа сега дојде на една проблематика да газите кои што се на фирмите во Република Северна Македонија, они барат од студентот квалитет. Помина тоа време, мој дете го запосли го. Или, ќе ти пратам едно внуче да го запустиш тamo. Нема, фирмата треба да заработува. Фирмата треба да треба заработува. квалитетен. И квалитет, и грешките што ќе ги направи, самиот ги да прави. може да ги, да може да ги наплати. Тоа е разликата. Да. А во дизајнот нема такво нешто. Во дизајнот има црта, хартијата вика све трпи. Да. Ама кога ќе стигнеш на лице место кај Кога ќе дојде инженерот, производство, он ќе ти рече ова нема врска што си го насрта. Да. Тоа е вечната борба помеѓу архитектите и градежниците. Така. Градежници така, инженери. и овде се случува Да. тоа. Слично нешто. Да.
Да. А вака, значи сега како ја замислувам технологијава на мебел, ова ќе го кажам гласно чисто да им стане по јасно да речам на оние што ќе го гледаат ова. Значи тука зборуваме за различни типови на дрво, анатомија на дрво, како се сече дрвото врз основа на на физиолошките органи на дрвото, гранки и слично, срцевина, Чворови. потоа чворови, да. Како се сечат споеви за две парчиња на греди, да речем, или даски и слично. Значи тука тоа се изучува практично на оваа насока. Јас одговорам на прашањето. Па кој сака? Од прилик. Добро, видете. Може би има и нешто повеќе. И он ќе каже нешто сигурно. Видете, овде сега ова прашање што го поставите, тоа е прашање кој што е навистина добро прашање и интересно за слушателите и гледачите. Ова прашање вие од дрво да направите куќа, дрвена куќа, или од дрво да направите мебел, дрвен мебел, или од дрво да направите прозори, врати, да не речам ограда дури. Значи сето тоа е основата на една технологија која што се изучува во рамките на нашиот факултет. Затоа што дрвото кога се обработува почна од основни машини, па потоа тие се примарни машини, па потоа одат на финални машини и така наречени секундарни машини. Значи тие да кажам технологии зависи од тоа каде се применуваат. Значи имаме технологија за пиланско преработка, каде што дрвото се прережува во сортименти, во елементи по некоја шема и тамо служат тие као градежни материјал. Тоа дрво служи као градежни материјал. Сепак тука имаме различни типови на дрво, од меко дрво до тврдо дрво. Зависи од тоа каква шума имаме на располагање. Значи, таа примерна, да кажем, пиланска преработка се состои од погруби машини, каде што дрвото мора грубо да се раскрои до некои димензии за сушење, парење. Па потоа дојде на фино раскројување, фина обработка, до некои димензии за понатамошна финална обработка. И сите овие променливи, сите овие елементи во производството на дрвото се учат практично. И сите се учат. Да, сите се Браво. учат. Пошто мајче од почетокот, Да. од кастрењето на гранките, Така. до транспортот од шумата до пиланата, од пиланата на која машина ќе оди, како ќе оди, за да се добие еден полупроизвод кој што ќе оди на сушење на парен, кој што без такво сушење и парен не може да се производи понатаму. Така. Затоа што со тоа се заштитува дрвото од црвоточини, од да кажеме од овие инсекти кои што се го има нападнато дрвото, од гавички, од ова. Так. Со тоа се оправдува и таа проблематика, се заштитува дрвото внатре. А од надвор се заштитува со различни премази. Значи, таа основна технологија или така наречена примерна технологија почнува во самата пилана. За после кога ќе излезе сушено дрво или парено дрво, она треба да оди на тамошна обработка во финална програма, каде што во финалната програма има машини за фино одржување, режење, изначување дебелината, каде што се добија сортиментите на еден начин веќе спремни за вградување или за изработка на одредени маси, да кажеме, плотни на маси и така натака, страници на елементи. Зашто и да е крајниот производ. Да. За крајниот производ, Да, за крајниот производ, да. А вака кога зборувате, значи тука има и доста наука. Има ли простор на пример за академска кариера и за научно истражување во оваа дисциплина? Има многу. Би се согласиле дека во дизајнот нема толку простор за научно истражување или не би се согласиле? Не, видите, вие поставувате едно прашање кое што е многу суштински да се разликува едно од друго. Така. Значи, кога збориме за пиланарството, таму се мисли, пак ќе кажам, на груби машини, каде што важноста на запците кои што се наоѓаат на пилата, дали ќе бидат тие диамански, дали ќе бидат сплескани, дали ќе бидат расчепени на еден начин, и го дава и вистинскиот рез, кој што треба да го добие. Кој ни треба. И едниот и другиот даваат различни резови. Едниот прави повише отпад, помалку отпад, другиот прави повеќе отпад. На тој начин ми се ствара поголема суровина за отпад или за горење или за продажба, но ми се ствара значи и помало искористеност на материјалот. Помала ефикасност. Помала ефикасност. За разлика од тука во финалното производство има финални машини каде што алатот
И машината е така подесена да може до микрон да ја вади точноста на обработката. Значи, тука е разликата, во тоа што кога се збориме на финално производство, се мисли на машини кои што така фино ќе обработат површина, или кантовите ќе ги обработат, за да може истите после многу лесно со лепење меѓу себе, со ширинско составување меѓу себе или должинско составување меѓу себе, тука се применува конструкциите кои што јас ги предам, со должинско составување меѓу себе да добијате подолги должини, пошироки плочи, например, ова плоча да ја добијате, вас ви треба трупез да имате од 1 метро. И пак нема да задоволи тоа чувство на производство. Да. Затоа што ќе се настане појавна броновидност по површина. Да. Ако ќе се направи од повише парчиња, ширинско составени парчиња меѓу себе, со многу фина, прецизна обработка на тие парчиња и со нивно лепење, дрвото се мртва. И после слојот на семење е многу мал. И на тој начин имате и поголема заштеда на дрво. Сето тоа влие, но што кажам, додека кај дизајнерот е тој што ја дава суштината на производот. Дизајнерот кажува како тоа да се смисли, а инженерот кажува како тоа да се произведе. Не често е врската меѓу дизајнерот и производството многу блиска. Дори има дизајнери кои што многу добро го познаат производството. И они према состојбата во фабриката знаат која машина каде ќе оди, тоа се учи. Тоа не може на факултет да го научи, тоа мора на пракса да се научи. Така. Значи тоа се учи. И тогаш имате, да кажеме, еден врвен дизајнер кој што кога работите во фабрика за производство на мебел, вие ги знаете машините со кои што може да работите и каде што ќе го пратите процесот на производството. Вие сами го пратите. На мајсторот нема гајде. Вие ако не му зададете технички цртеж кој што го работи на автокан, он ќе дојде ќе види овде толку треба овде ќе опушти. А дали е точно или не е точно, треба некој друг да одговара. Он ќе речи цртежот тако беше. Јас си го направив. Ја го направив како ми е пишано. И на крај кога ќе испадне 2-3 мм повисоко, пониско, не можеш да ги израниш вратите. Ја не знам. Така, тоа е тоа. Значи, струката наша има многу специфичности. Да. И специфичноста на сето тоа се гледува тоа како сте го совладале материјалот дека сте на факултет и како имате желба да го постигнете оно што сакате да го уредите некој стан или некој простор или не речам било што како дизајнер. Затоа што дизајнерот е комплетна личност. Не е само личност за бои, личност за разлика на материјалите или исти материјали. Не е тоа. Дизајнерот мора да знае и како сето тоа понатака да се произведе. Да. Јас многу пати како дизајнер, сум действувал дополнително да одредени производи кои што се изработени од реномирани фирми да ги уклопам во просторот. Установиле 5 сантима становале простор во кујните. Како ќе го обработиш? Они си завршили работа, си отишле. А на овој газдата на тој клиентот му останала дупка. Му останала дупка. И се нервира. И ќе се јави, ќе бара, ај така, и ќе се најде решение. Да. Тоа е тоа што го кажеме дека дизајнерот, инженерот треба да бидат сопадни. Јас сигурно мислам дека колегата Филип ќе биде утре добар дизајнер, пред се инженер. Затоа што го гледам, сака да научи, се труди и неговата желба да заврши ова е голема. Што ме радува дека ќе имаме еден добар инженер понатака и дизајн. Да. А рековте дека некои работи само на пракса се учат. Има ли пракса на вашиот факултет и како се одвива? Јас имам видено дека позади имате лабораторија за тестирање на мебел, ако не се лажам, така и беше името. Да. Така што, како се одвива праксата кај вас? Уште малу не дошол до пракса. Не си дошол до Не, пракса. трета година. Се уште не. Трета година праксата. Повторно на вас е тоа. Повторно, да, благодарам. Видите, праксата се зема помеѓу трета и четврта година. Така. Се оди во фирма за производство на мебел и интериерно, и таму се совладува таа пракса во трајање од 20 работни дена, мислам дека. Значи, тоа е добро, пожелно. Секој студент тоа да го пројде, затоа што нема да има друг пат прилика да го совлада таму.
Порано ние имаме среќа можда одеме по многу фирми по Македонија од факултетот. Не носе со автобуси и разгледувавме многу производство. Сепак мислам дека престојот од тие 20 дена во некоја работна организација многу значи, според мене. Тоа значи дека тој може да се сретне со тие машини. Може да се сретне со дизајнерско биро. Може да се сретне со конструкторско биро, каде што ќе ги согледа сите основни функции кои што влегуваат во составот, во изработката на еден производ. Значи, јас како помлад, зборувам тоа пред некои 20 години, има своја фирма за производство на плочи мебел и има своје конструкторско биро, дизајнерско конструкторско биро, со вработување на добри студенти од секоја, да кажеме, класа на студенти кои ќе заврши. Има можност да вработам и добри инженери кои што сакат инженерскиот возив, инженери да бидат да производат технолози, да бидат да производат. Има простор од 350 квадрати каде што воведе производство на мебел. Затоа што јас во тоа време бев и председател на кластер за мебелжи, да кажеме, каде што имаше луѓе кои што има вредност повише милиони евра. И он кога ќе тропне на маса, тропнато е, вика, јас вака кажувам. Да. И во таква ситуација кога ќе се судрите, вие растете, размислувате повише. Размислувате како да му одговорите правилно и како да одговорите да нема штета по другите производители. Затоа што тој ќе тропне на маса, ќе речи овај конкурс или ова производство за ова интериер, јас ќе го зема и никој не сме да ми се меша. А целото беше на тој кластер на здружение, да кажеме, на производители на мебел, да ја распределува работата. Значи, еден ќе произведува, да кажеме, практички. Како есно. Како е? Така, да, друг ќе произведува страници, трет ќе произведува столици, четврт хотели. И на тој начин ќе имате едно заокружено, за сите ќе има работа. За сите ќе има работа. Но често пати се случуваше да еден ја земи цела работа. Алчност. Па да, видете, не е алчно, него мислата дека ти си најдобар. Па тоа е. Така? Тоа е, да. И дека ти можеш да одговориш на се. И треба да земеш се. Така. А мене ќе ми кажат, ти си председател на кластер, директор на кластер, ти ќе не организираш на сајми. Ќе ни организираш сајм во Лјубљана, сајм во Београд, сајм вамо, сајм тамо, или B2B средби меѓу македонски, турски фирми, македонски и италијански фирми, значи средби македонски и хрватски фирми. Тоа нека биде твојата, не се меша во бизнисот. Така. И јас, чувствувајќи го тоа дека треба да одговорам на еден таков бизнис, формирав своја фирма. Својата фирма и на тој начин веќе стана конкурентен со нив. Так. Ама ето, со некои случајности што се случија, мал се случија некои работи што не требаше да се случат. Да. И на тој начин дојде до сознање дека подобро да бидам професор, да ги учам студентите, отколку да правам некој конкурентско производство. Так. Така беше цела работа. И она што вие го прашавте, значи, производството е многу специфично. Јас сум сигурен дека 90% од фирмите во Македонија би се откажале одма од производството, би тргнале само со трговија. Апсолутно. Како и сите земјоделци. Подобро е да бидеш трговец. Подобро е да се Купи продај. Нема многу мислење. Дека ќе ти се соберат 20-30 работени. Многу има за мислење. Да. Многу има за мислење. Тоа е тоа, она што студентите не го размислуваат, но треба, јас не сакам да ги уплашам студентите. Да. Или едните инженери, не сакам. Треба да си го имаат предвид. Треба да си имаат предвид квалитетот да си го добијат на факултет, за да не одговарат пред некој утре кога ќе направат грешки. Да. Мислам, многу е важно тоа. Да. Факултетот наш е супер, специфичен угол. Што се вика дизајнерски на еден начин и производствен на друг начин. Но тоа што треба да бидете вие на факултет, кога ќе се запишете, треба да си сакате струката. Јас не претходно ви кажа дека со голем ентузијазам доаѓаат наши нови студенти, а излегуваат и седени како лимон од некои професори. Кои за жал сепак мислам дека брзо ќе до пензија и на начин ќе се отвори патот полесно да студираат.
Да, малку. Да, таков муавет испртевме со Филип. пред да дојдете, не за вас, нормално. Па, еве, бидејќи јас сум имал некакво искуство во тоа, можам да споделам дека чувството да си со муштеријата и да влезеш во една празна соба, нема ни плочки, нема ни глед маса ставено уште, и е буквално празна, нема, обезличена, како што реков, да нема уште душа. И да се водиш со клиентот од почеток до крај, сите елементи како се сложуваат како сложувалка, за просторот да добие еден таков изглед и да се трансформира, и да знаеш дека оно што си му го произвел и создал и си му завршил работа на некој начин. И вреди. Да многу голем дел од својот живот ќе го користи. Така е. И тоа е едно прекрасно чувство за мене. Тоа е еден од најубавите дела. Знаете кој е големо чувство е тоа? Јас можам слободно да кажам, кога го испроектирав и го завршив целокупното производство за Далметфу или денешен Пелистр. Значи тој проект На вистина. кој е таму, да, тоа е моје дело и со мои мајстори и производувачи го завршив тој проект. Тој проект, да ви кажам, јас доживев неколку стресови на тој проект, затоа што огромен проект, а треба, тој е центарот на Скопје, каде што секој ќе дојде да испија кафе и сака да го види таму. Да. И тоа стварно ми беше голем предизвик. Да. И денеска се гордам со тоа што тој дел таму што е направен е со моја идеја и еден дел од производите помина низ мои раце. Честитам на вистина. Тоа е чест за секој добар дизајнер. Прво прекрасен дизајн. Да. Прекрасен дизајн. Ама и ова што ми го кажувате вие сега, ми дава само уште еден пример што се е возможно за човекот ако се посвети, ако ги отфрли оние, многу често ги нарекувам јас, секундарни занимања, кои му одземаат од енергијата и го оттргаат, секој си знае за себе кои се неговите секундарни, што му ја одзимаат енергијата и го дефокусираат, и се оствари целосно како личност и како еден занаетчија, да речам, како човек да се оствари како личност. Особено работата е еден дел од личноста. И ова е еден пример што се случува кога еден таков човек се остварува, да речам, целосно. Што се може да постигне и зашто се сме создадени како луѓе. Така е. И многу лесно се предаваме. Не, младите може да се предава затоа што искуството им е послабо во поглед на може би. Иначе кога ќе навлезат во работата, мислам дека млади се многу енергични и многу носат и многу знаат да се снајдат. Јас верувам во младина тука што остана во Македонија. Верувам многу, мислам дека они ќе успеат. Сепак добро за Македонија да бидат тука, добро за наша држава да бидат тука и да се вложат. Пак каже некој, што зволи сега овој, кога нема пари, јас сакам пари. Значи, чувството на материјалното и на постигнување, што кажавте вие пред малце, значи да бидете горд на самиот себе, да завршите некоја работа и да направите некој дело со кое што ќе бидете задоволен на еден начин, тогаш прави нешто друго. Прави да се чувствувате професионалец во работата. Прави да се чувствувате дека нешто вредите. Како млад човек. Да. Прави да се чувствувате дека отворен ми е патот за било каде. Секој ќе се бори за вас да ве земе. Сигурен сте. Занаедот си го знаете. Да. Каде и да отидете, знаете дека што и да ве снајде. Така. Вие во вашите знаења сте сигурни. Занаедот е дизајнот и инженерството. Да. Тоа е занаедот. Ако не го знаете дизајнот, ако вие во некој простор не се осетите дека го познавате овој простор во смисла како ќе го уредите, тогаш не сте за ова работа. Значи, морате просторот да го препознаете. Морате мебелот кој што сакате да го понудите таму, да разговарате со тој што е газда на тој простор. Да му објасните она што кажат, да филозофирате во смисол на вистинската изработка на интериерот. Имате ли психологија на мебел? Имате ли дел кај што учите како да се пренесе идејата на клиентот? Има во смисол не е така искажано со овие зборови, него едноставно во дизајнирањето, при цртањето на таквите интериери, професорот или професорката што ги кажува тие работи, она мора
на еден начин да им го доближи на студенти да се запознаат со тој, како да кажам, тој феномен. Да, Затоа што тој феномен. Не секој го има тоа чувство да, за простор. да. Има деца се губат во простор, студенти се губат во простор. Има студенти кои што се многу снодливи. И тука е успешноста. Затоа викам, да се запишете на овој факултет, треба да го сакате тоа што ќе го работите утре. Значи, затоа што прво, вие го замислувате просторот, го стават преку вашиот мозок, го замислувате, го ставате на хартија, потоа го ицртувате на компјутер и го презентирате на клиентите. А производството, ако се спремен, ќе го направите. Дали со кооперанти, дали со ова, дали со ова, значи на еден начин ќе го направите. Значи, некој кажеш, па добро, зошто ми е потребна технологијата? Не ми е потребна технологија. Да, ти направи го тоа, ама да биде содржајно, да биде конструктивно, да може тоа да се изработи како цел интериер или цел простор да се изработи. Тогаш што е успешен. Она што каже колегата Филип Предеска, како ќе завршите тој проект или тој интериер, ако не се најдете во просторот. Морате просторот да го соџвакате да би биде улад. А тоа се прави само со многу работа, многу дизајнирање, многу размислување и користење на овие специјални AutoCAD или, да кажеме, овие компјутерски програми. Каде што има и готов мебел во Mavenkit, имате готов мебел, готовиот мебел само го земате, го поставувате, го реорганизирате и по димензии и по она, или каде што има едно 3D студија Mac, каде што готови слики ги внесувате во компјутерот, на тој начин ги преработувате и правите од нешто видено, правите како ваш производ. Да. И го разработувате по елемент по елемент, детал по детал го разработувате. И на тој начин му влегувате во суштината, во срцта на тој производ. За вие кога ќе разберете, да ве разбери и оно што треба да го произведе. Тука е она целата шема на движење. Да, имаше една изрека, ако не можеш да му го објасниш на детенце, на 2-3 годишно детенце, не го знаеш. Ај не на 2-3, ама на 4-5. Да, не знаеш да му го објасниш на детенце, значи не ја разбираш материјал. Сподели убавината, мислам, што ми кажа што те привлече на факултетот, ама што те одржува да не си отидеш? Добро прашање. Искрено, првично мислам дека секој студент, па дури и ти како студент зборам, првично е кои предмети се, кои професори се, што е уште побитно, па да не кажам до момент каде што професорите се дури побитни од предметите. Апсолутно. Бидејќи, првичен пример, првично, ајде тргнеме на страна како предмети, тргаме на страна како професор, тргаме на страна се, го гледаме како личност. Така. Прво е човек, а потоа е професор. Тоа е прво, секогаш. Прв знае да застане со студентот, ако има проблем да му објасни кај е, зошто е, како е. Додека имаш нормално дел професори каде што и да ги сакаш да ги добиеш, не можеш. Меѓутоа, воглавно, сите се тука за ти помогнат и имам лично правено дома, бидејќи нели со средно сум стручно, баш освен AutoCAD и SketchUp и простотка имам нешто чепкано. Застанав, се дизајнирав цела кујна, земав материјал, земав шлефлицата у рака. И едноставно е подруга кој ќе видиш нешто собствено, ти си го измислил, ти си го смислил, ти си го дизајнирал, си земал што ти е потребно, ти си го направил и се го гледаш пред тебе. Да. Ето чувство е нешто што не знам. Па неописливо е, неописливо е, особено на пример за студенти кои студираат на правен или на економски, да речеме, што се некои поапстрактни науки, не се физички, неописливо е чувството да создадеш нешто пред тебе. Тоа е убавината на инженерските науки. Е твое. Да. Ако немате што да додадете, мислам дека тука би било еден прекрасен крај на разговорот. Повелете. Само уште нешто би кажал, значи би ги поканил сите нови студенти или ученици кои што завршуваат сега средна школа, нарочито оние кои што сакаат малце уметност и се разбираат уметност, нека повелат кај нас, нека дојдат. Затоа што може да се представа со сето свое знаење и сето свое понатамошно градење на кариерата. И може да налезат во една добра проблематика,
кој што нема да им биде тајна ако се запишат кај нас, ќе ја научат и ќе ја совладат многу лесно. Затоа и уште еднаш би благодарен на ова покана што ми ја дадовте и ова можност да ја представам нашиот факултет. И мислам дека не сгрешивте со ваква една емисија. Се надевам дека многу нови студенти и ученици ќе го слушнат ова и ќе размислуваат на еден начин позитивно према нашиот факултет. Да. Ние и така имаме доста студенти за да запишуваат, но не е на одмет да имаме уште. Уште малку. Да. Нормално. Благодарам. Па ви благодарам и вам, навистина беше прекрасно да се разговара со вас и за вашиот факултет. Научив јас некои работи кои не ги знаев, иако сум работел по оваа струка. Така што бевте прекрасни соговорници, се надам дека ова ќе привлече, како што рековте, баш средношколци и деца кои имаат некаква афинитет. Имаат некаков афинитет кон уметностите, знаат да се изразат ликовно и ова е една прекрасна можност своите способности да ги овоплотат во нешто што е дел од нашите секојдневни живот. Може некој пат да уредува простор. Дома сите сме ги приуредувале собите, не сака вака, сакам овде ми се ова. Значи тоа е она што... И ќе преуредиш и ги викаш мајка ти и татко ти. Гледате каков дизајнер. Да, тоа е она што... Прекрасно. Да. Ви благодарам и на двајцата. Исто и ние ви благодариме на поканата. Благодарам.